5 септември 1956 година, 6 часот изутрина, во местноста Моклиште на село Ваташа се случи тешка елементарна несреќа, во која 11 лица ги загубија животите, беа затрупани од огромен комплекс одроната земја. Одрнувањето се случи во местноста Градот и зафати простор од околу 1 километар во должина и 400 метри во ширина. На одделни места, висината на натрупаната земја изнесува до 100 метри. Веднаш, штом се дозна за несреќата, на местото беше упатен поголем број на луѓе од градот и селата и припадници на Југословенската народна армија за да укажат помош и да направат обиди за спасување на настраданите. Спасени се 7 лица, од кои 2 потешко ранети. За секогаш подурнатините останаа Ганија Мифтари Белор од село Трново Тетовско, Ајредин Бекташ од село Божовци Тетовско, Лазо Пемов Петров од село Возарци, Тоде Панов Илов од село Грбовец, Гане Стојанов Ганев од село Возарци, Илија Паризов од село Дреново, Мишо Кузманов од село Дреново, Џошо Бојаджиев од село Ваташа, Шериф Ахмет од село Вешала Тетовско, Методије Димитров од село Конопиште и Ристо Камчев од село Долна Бошава. Сите затрупани се овчари од земјоделските задруги во селата Ваташа, Дреново и Возарци. Тие во местноста каде се случи несреќата ги чуваа задружните стада. Местото на несреќата, кое се гледа оддалеку, со ништо не покажува дека тука пред неколку часа се одиграла драматична борба на десетина луѓе и стотици овци со стихијата, со земјата што ненадејно и молскавично почнала да се лизга од десната страна на коритото на реката Луда Мара. Местото на несреќата одблиску личи на една огромна жолтеникава маса измешана со оцрнети дрва. Целиот простор, затрупан од неколку милиони кубни метри земја, е сосема деформиран и пружа жалосна гледка во споредба со околните пошумени брда. Просторот каде се наоѓаат урнатините изгледа безживотно. Лево, големо брдо, на кое се наоѓа кота 654. Стихијата ги пресекла како со нож. Земјата од ова брдо ја потполнила длабоката бездна од 80 метри. Вака пишуваа новинарите веднаш по несреќата. На 6 септември, ден по несреќата, во Кавадарци е објавено и официјалното соопштение на стручната комисија која вршела проценка на несреќата, во кое се вели: Комисијата заклучи дека слечувањето на теренот е извршено по една порано формирана пукнатина длабока околу 100 метри. Геолошкиот состав на земјата им овозможил на атмосферските и подземните води, што продрилени с пукнатината да ја пореметат стабилноста на теренот. Тоа предизвикало повремени откинувања и свлечување на некои делови од теренот. Ова било подпомогнато, заклучиле стручњаците, и од интензивната ерозија во коритото на Луда Мара. Одронувањето на земјата настанало и заради осетно подигање на нивото на подземните води во последната зима, како и заради настанатиот долг сушен период во летото. Местото каде што се случи несреќата е оголено и без никаква вегетација. Комисијата е со мислење дека земјата е свлечена само поради природни причини. Површината на свлечениот дел изнесува околу 800 до 1000 метри во должина, 300 до 500 метри во ширина и 30 до 80 метри длабочина. На овој простор струпаната маса земја изнесува околу 12 до 15 милиони кубни метри земја. Ова огромна количина земја ја затвори старата долина на Луда Мара и создаде природна брана повисока од нивото на реката за 40 до 50 метри. Стручната комисија утврдила дека луѓето и добитокот, 11 овчари од Ваташа, Дреново и Возарци, 1200 овци што се наоѓаат во долината на реката, биле потиснати и покриени од челниот дел на свлечната маса. Тие останале закопани на длабочина од околу 80 метри. Денес се навршуваат 50 години од несреќата на Ваташа. Снимечи ја мојата прва емисија, односно мојот прв документарен филм, мојот придонес за историјата, спомнав
во еден момент дека еден ден, точно пред 50 години, односно 5 септември 1956 година, кавадарци и пошироката јавност околина поправо ја задеси една катастрофа. Тоа беше рушењето на градот, брдото градот. Оваа катастрофа предизвика во тоа време голем немир и возбуда во населението во Кавадарци и пошироко. Јас и тогаш реков, сега пак ќе спомнам, дека бев еден од првите луѓе кои дојдов на лице место, овдека, каде што се наоѓам и сега, бев испратен да го снимам, односно да го документирам тој настан. Навистина, возбудата беше голема, тогаш некако што бев информиран дека се руши некои карпи камења, меѓутоа тоа беше цела лавина од земја, која што достигнуваше височина повеќе од 4 до 5 метри. Снимените фотографии ги испратив во тогашниот вестник Нова Македонија, кој утредента испадна и цела јавност беше запознаена со настанот што се деси во тоа време во Кавадарци. Со еден збор бев првиот сведок на катастрофата од 1956 година, што се деси на 5 септември. Го слушнеме и сеќавањето по 50 години на преживеаните од ова несреќа на село Ваташа. Си идеме од селото Карањово и ја и бе со 3 деца. Поголемото им беше 8 година, другото 5 нада, Блајшо беше година и пол. И тоа у раците го носи. Браќа двајца, чичко ми син, зет од сестра, 9 души беме од нашата фамилија. И кога почна влак се руши и почна да одат ва джипот такви крепи и не знаеш на која да стапнеш. Тие сите вака ода. И ја кај ода и флегу меѓу две. И тоа ме засади унатре и не може да мрднам. Некој ми го взе дето, а чурава до небото. Пука, каварда сега. И ми го взе некој дето, тоа било по-стариот брат. А по-малиот, па девојчето по-мало, тие се здружујале, го дигнал и ној се женката му излекла, ама живо го извадил. А по-големиот брат, по-големото девојче, излегли на попот чешмијачи таму и кам кажале за мене дека јас сум у земја закопана
И дојде тука и он се изгуби. И после заеден копчелник, некој го носил да се прави квадрат. Ајмо тури едно дрво. Па копа. И една карпа идеш додека дојде зет ми, иде таа јавак со зрна и се валка и таме налегна и јавиće уста до земја. И тоги ќе умреш. Ама зет ми малко тргна, јас воздух взе и почна да ме копат 2 сата со те копчелник. Со раци, со копчелникот, ме копат 2 сата. Дојде војската, ме однесуван до попод Шишмич тамо у раци. И ме каче у джип и так со брат ми донесува у болницата. После дојдоа одвели се лекари. И над болница првеа там, он река журнал, а и го имаше на кинто. 20 браќа, децата ми ги спасија и зетот, а чечко ми и братучет ми, неговот син, на крајот земјата ги фанал до пол. Ама излегле. А поне одел тие од Долна Бошава Ристо, с улица викаше, со 2 магарења семе, товарење фионско. Него го засипало цел там. И после само едно коренче никнало таму ка Баравиќе. Ние идемо од озгора, овчарите ни викаа. Вратите се назад, точно не беме зафлезени ова високо. Не викам, што има од тоа, нема ништо. Дури тоа ка збуча, ова е овчарите раме. Ка гледам, они се раме. Е тоа. Вие рито удари на неја и земјата се врати назад, само ја останал у земјата, другите сите испливаа и вие со магарињата. Он останал внатре у земја. Точно пред 50 години на 5 септември, утрото измеѓу 6 и 7 часот, во оваа местност има случајно голема катастрофа, во која што има загинато 11 луѓе, меѓу кои 11 луѓе и мојот родител, ветеринарен техничар Митко Димитров. Од самото место што има дадено изјава и запис од ова место е господинот Лазар Илиев, кој што и оваа репортажа е по негова заслуга. Од неговиот запис јас знам дека ова место, оваа катастрофа кога се случила, подолжина е околу 1000 метра, ширина има околу 400 до 500 метра, а длабочина има околу 80 метра. Една споредба во тоа време што јас прочитав од првиот запис од Лазар Илиев, дека овде насипот што е во тоа време што се случил е огромен, тоест има околу 15 милиони кубни метри земја, или споредба колку што има тој направено е колку 25 насипи, колку што изнесува Мавровското езеро, толкова количина на земја овдека се има срушено. На 1 септември 1956 година јас заедно со брат ми Димо Бојаджиев, кој беше управник на задрогата, и Најчо Шишков, директор на станица за заштита на растенија, дојдовме во манастирот Свети Никола Мокриште, за да виде дали може да се подигне војнак. Во тој период овците на Дрено, Ваташа и Возарци беа сместени точно токму во манастирот. И таму покрај работата што Шишкова обави за посадување на војнаци, еден од овчарите, Гано некој Влав, му рече на управникот, вика, ова место не одговара за
за овци, најдобро е во градот. Тоа беше 1 септември, од 2 септември почна да селат и се пресели на оваа место. На 5 септември беше несреќата и затрпа се тука. 2000 овци, 11 овчари, доктор, татко и така. Иста ден, уствари, на 5 септември, затоа што беше среда, ја отидов на пазар у Кадарци. Ме прати од дома да земам нешто на Мирници. Пред собранието Блаже Блажевски беше вработен во Задружниот сојуз, инаку се познаеме. Он ми кажа, Борово Моклиште има голема катастрофа, и јас знаејќи татко ми е тука, се вратив одма. Одма дојдов до Моклиште, до селото Моклиште, таму ви пречекав мајка ми и брат ми, се враќат назад, плаче јас, значи беше тука не пристап не можеше, долу бранеа, имаше камиони многу со лопати, со тоа, меѓутоа се види, ништо не може да стори и така се врати. Тогаш изедаше во ова место, значи сето беше едниот дел, уствари овој дел горе, тој се смикал, а овде едноставно и поклупил, уствари они, ако времето му дозволило, ако можеле, уствари, би избегале, затоа што многу близо се до логорот, кај што е меѓутоа и поклупил, најднаш не имале време, ништо и така. А јас дојде во ова место и прегна воловите, а во суидењето патото кај што оде беше растепено. И одврти воловите, помина и докара на вчерашното во која со оре, тука и плугот беше. И прегна и воловите никако да застанат. Никако. Они го сетиле место. И од тука само бегат на погоден вртот, а да застана нико. А вамо не фаќа плугот. Мене се нервирам, вамо бучи. Мен тоа ме чудеше шо буче сега. Ја помисли на авиони. Едно време кога погледна вака у висина, погледна и брегот. И брегот лева надо. Со скина демек. И стрча јас пред волови. Да ги пуштам, а рано гледам сета земја со тебе и не ја пушти. Не ја пушти, за да бегам тука. За да бегам, узбегањето стапна на бош, на празно. На разцепено земјата разцепи и јас пропадна до тука. Благодарение ми догоди површински стапана на земјата инче, кај да го скажа се да му узем. Просто uz bazenitu natki, nauki natki, ispadna bez pinci. I pao ti dolu, pa mu podbigna na tаа страна, беа на Барос пат, Павле Кардаков и Блажо Кардаков, браќа од низ. Му подбигна ним и му викам да дојдете да видим вие воловите што станаа, дали и налегна. Сега веќе ќе дојде и домазимо малку овци ќе дојде. И дома го и затворија па и дозела. И не дојде воловите и стераме у таа си девечка река. И стераме и он се дојде на овци. Јас се поврати назад, па имаше мали издребења друзи. И тие истера. После имаше ваква овен, го врнеме за овците, го врнеме овен беше у една грамада вака, положита клиника врзан и го ранеме. Он тоа кога се скинал, кога се пропаднало и овен се манка вака на јајето. Се манка, ама жив. А и него го откачи и го тера и него. Просто отиде на таа страна. Падарите се вртили назад и отиде ки падарите ја. И Павле Сурвичката, и он таму отишол ки падарите. И зборот му бил, Пиро Аджиов, загинате.
И Јакова се јави, ни вика, сега беше у зборот, дека се загинат. Жив сум, викам. Добро, лели се спаси, веќе. Просто дојди, кога беме само со падаат и вие Павле со ручките, дојди како прво брат ми, најмалји брат. Брат ми дојди со коњот. И ја му свикај, дојди, му викам, волој ти нураш, узлешово. Они кои тера таму и волој од стра избегава узлешово, барот Дисант стрит. И таму си нураш. И добро, потом дојдоа вие цивилизацијата на спасување. Дојдоа цивилизацијата, дојдоа и војската, и цивилизација, и они дојдоа на спасување. Ништо не може да спасат. Сега затрупано беше. Просто новинарите, макар ми испитуја, а па друг. И просто на избор си одуим да се јавам дома од служив. И на по-чешно беа, па да, ние докторите, Диме Роглев и Мешков доктор. Они на по-чешно беа и ни вика Роглев. Не знаете кој беше тука. Ја му викам, ја бе. Како вика ти? Јас бе, му викам, затрпан до тука. А убиени си? Му викам, не сум. А јас убиен, ама, ете, още то повика, ја последното прашленче на кичмата долу. Последното прашленче ми пукнато. Направивме сеќавање на една природна катастрофа, со надеж дека вакви катастрофи никогаш нема да се повторат. Вечна му слава на оние кои останаа секогаш под урнатините.